Земјоделците да не чекаат само на директната помош од државата за надоместување на штетите што ги претрпеле од поплавите и другите временски неприлики, апелираат од Министерството за земјоделство. Постапката за исплата на одштетата трае подолг период, а сумата во фондовите што се наменети за таа цел не може да одговори на реалните потреби на производителите. Поради тоа, подобро би било тие да ги осигураат своите површини, односно посевите со кои тие се засејани, со што многу полесно ќе ја надоместат штетата и побрзо ќе можат да го обноват производството. Подршка во осигурувањето можат да добијат и од Министерството за земјоделство, кое покрива дел од трошоците за осигурителната полиса. 60% од вредноста на полисата ја покриват преку субвенционирање Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На овој начин ќе се избегнат сите несакани фактори од време, од град, од поплави, така да земјоделците ќе имат можност да дојдат до одредени средства преку оштетата што ќе исплати осигурителната компанија. Затоа ја користам оваа прилика да ги повикам земјоделците да ја користат оваа субвенција, бидејќи на тој начин ќе го заштитат своето производство. Земјоделците од Кочанскиот регион веќе пројавиле интерес за осигурување на земјоделските површини и посевите, за што советодавна помош може да добијат и во подрачната единица на Министерството за земјоделство. После сите апели што ги упативме преку Министерството, почнува да се зголемува интересот за осигурување на површините. Во изминатиот период имавме осигурување на површини под пиперка, производители на пиперка. Се надевам дека оваа година ќе се зголеми тој број и дека се поголем број на граѓани и односно земјоделци ќе користат оваа привилегија. Според правичните информации од подрачната единица за земјоделство, од неодамнешните поплави во Кочанско, директна штета направена на земјоделското земјиште е на површина од околу 100 хектари, засејани главно со јачмен, пченица и луцерка. Според евиденцијата, никој од сопствениците на овие ниви не го осигурил својот род, а доправа ќе треба да се доставуваат пријави до надлежните комисии за проценка на штетите.